17 часот и 15 минути, добре дојдовте во новото издание од емисијата од своја страна. Душко Трифуновски е роден во 1997 година во Скопје, каде има завршено средно правно образование. Правото за него е интересна област, се додека него засака македонскиот јазик и литература. По тој повод ќе е дипломира на Филолошкиот факултет во Скопје како професор по македонски јазик. Истовремено води авторски активности, го познаваме како млад и успешен писател и денес како гостин во најновото издание од своја страна. Велам добре дојде за Душко Трифуновски. Добро ве најдов, благодарам на поканата, ваква најава не сум слушнал одамна, иако се што е кажано е точно. Јас навистина го засакав македонскиот јазик и реално би било смешно да се каже дека еден македонец не си го сака јазикот. Особено со тоа што како професор се знае дека работиме со деца, јас тогаш кога ја посакав таа област, таа насока, јас се уште бев дете, така што детето си остана во мене. Средно правно образование и се пренасочуваш кон македонскиот јазик и литература, што беше пресудно и клучно. Да, многу пати, многумина ми имаат прашано од каде таа некоја желба од една област да се замине во друга, бидејќи правото, како што кажа во најавата, е интересно само од одреден период од животот додека го учите, но потоа кога ќе ви дојде некоја си клучна идеја или желба што сакате во животот, тогаш или ставаме во мирување или целосно се исклучуваме од таа желба. Професорката по македонски јазик се сеќавам како ден денес. Познав таа како што сакаше да се каже еден гений за јазик. Бидејќи дете на 16 или 17 години не може толку да знае што сака во животот. Јас уште тогаш сакав да читам, да пишувам, правилно се изразував бидејќи по потекло сум од мајка од македонски Брод и таму знаеме дека западното наречие е најблиску до литературниот македонски јазик. И тоа беше онака интересно како да ме прозва некој, ајде професоров сега ќе ни каже како правилно се изговара некој збор. И таа желба во мене баш тогаш се роди на часовите по македонски јазик кај професорката Сонја Панева. И јас да почнам подетално да навлегувам во јазикот. А секако јазик не може да биде добро проучен ако при тоа не се знае книжевноста, доколку не се читаат книги, почнувајќи од класици, од македонски автори, современи автори. Дури од после професорката ми даде една идеја. Ако веќе имаш толку идеи и толку добро ги работиш на сопствен начин делата на часот, тогаш зашто не си дадеш самиот некоја си конкретна идеја за да напишеш дело. И јас тогаш, знаете, во пубертет ми беа многу поинтересни работите како други деца што ги имаат, колку јас самиот тогаш да ги имам предвид. Така што започнав првата книга Слана. И сега ќе те прекинам тука додека дојдеме до првата книга. Мене ме интересира од кога и од кого ја наследи љубовта кон убавиот пишан збор. Ти пишуваш од релативно млад, мал, да кажеме, на рана возраст. Дали можеби некој во семејството пишува? Не, никој. Интересно е што никој се нема занимавано со било каква област од културата, уметноста и така натаму. Единствено што имаме допирна точка со мајка ми, која што мајка ми и тетка ми, поточно незината сестра, свират хармоника, значи не сега, но минатото свира, јас од мајка ми научив хармоника да свирам и тоа е единствено нешто што не зближува, што се пренесе и што има некаква врска со уметноста. Инаку јас сум единствениот. Од кога чувствуваш дека можеш да пишуваш, дека те бива, дека јас пишував и порано, искрено, знаеме сите тој период, основно и почеток на средно образование, пишувавме разни песни, кратки раскази за конкурси, така, манифестации, токму тоа знаеш познато ти е. Токму така. Но за она поголемо прозно дело ми се појави некаде на 16 години или 15 и пол. Така, дека значи, можеш? Прва, втора, средно, да, дека можам. И јас немав искрено некоја си конкретна идеја и желба за да објавам книга. Јас ја пишував првата книга тајно, никој да не ме забележи, затоа што мислев дека тоа е моја приватна работа. Така? На почетокот ми беше срам, бидејќи многу пати Како за себе да пишеш. Како за себе, да, јас не планирав да направам ништо со тоа, бидејќи поимот писател или автор за мене беше страшна работа. Знаете, многу пати се сеќавам во прво или второ одделение ни дојде, не можам точно да се сетам на кој автор беше. И тогаш се уплашив и јас, леле, зарем ќе бидам толку стар кога ќе бидам автор или кога ќе бидам. И јас си помислив на
се потсетив, да. Дека треба да си зрел, Треба да сум можеби? зрел, треба да се преземе толков ризик и толку работи да се одложат во животот само за да се посветам на една работа. Но подоцна сватив дека всушност авторството е посветување внимание на себе си затоа што јас тоа го сакам. И можеби, а и сигурен сум дека многу рано почнав да размислувам на такви зрели теми. Што можеби требаше сега на 23, на 24 години да ги Сега еве од аспект на професор по македонски јазик, кажи ми колку наставниците и професорите играат клучна улога во насочувањето на оние кои имаат можеби дар, талент да пишуваат и да ги насочат на вистинскиот пат, да творат и да создаваат. Па наставниците имаат големо влијание, особено доколку децата се на помала возраст. Тогаш децата пред почеток на пубертет се уште не знаат што сакаат во животот, но тука почнува целата таа желба за читање, првенствено за читање, а подоцна за се она што си доаѓа постепено. Јас едно време додека работев како наставник, токму тој мене ми беше целта. Малку децата да ги отргнам од традиционалната настава која што сме учеле ние и да им внесам малку свежина. Како тогаш ќе ги работиме книгите што наставникот ги има напишано, потоа ќе си правиме драмски секции каде што нема јас овој пат да зборувам, туку децата ќе ја играат представата, ќе ги играат моите улоги што јас сум ги задал. Ќе му дадам избор на детето да си одбере некој лик што го сака. Јас мислам дека тука наставниците имаат голема улога со тоа што ќе развијат креативноста кај децата, не само да им се наметне нешто. Така и на некој начин да се измотивираат да се самите деца. Децата се уште не знаат што сакаат во животот, не си ги знаат квалитетите, не си ги знаат способностите. Така исто и со наставниците по музичко. Ако наставникот не му понуди на детето да свири на некаков инструмент, да му покаже фолклор, да го носи на некаков концерт, тогаш детето нема да знае дека има талент за свирење. Така исто и со јазикот, со книжевноста, со пишувањето, со глумата. Многу интересен и помалку жален и тажен фактот што на катедрата по македонски јазик чином во истражувањето пред некоја година се запишаа само 10 студенти. Да, оваа година за жал се запишаа многу помалку студенти. На македонски јазик се запишаа 4, колку што ми е познато, на книжевност 5 мина, така што Каде го лоцираме проблемот? Зошто младите не сакаат да го изучуваат јазикот? можеби јас мислам дека тоа е во традиционално групирање. Каде додат повеќето другари, таму ќе одам и јас. А вработувањето? Вработувањето Дали може би така го гледаат веќе? Да, и тоа се гледа бидејќи јас Но нели сепак треба да преовладе она љубов кон јазикот и кон професијата која што еден ден ќе ја работиш? Да, многу мина, знаеш, на почетокот имаат волја и желба, Но што ќе подоцна се правам јас, откажуваат. така е. Да. Така е. Гледат дека во обкружувањето имаат десетина пријатели, роднини, тетки кои што се веќе во зрелите години не се вработени токму од таа област. И доаѓаме во време кога не сакам да ја спомнам, политиката игра голема улога, и јас како поединец не можам тука ништо да променам. Или ќе го завршам факултетот како професор поради тоа што сум се запишал, или целосно ќе се откажам, без волја за понатамо. Но затоа мислам, па оние студенти кои што се запишаа, па навистина вредат. Еве, јас лично ги знам моментално што се 4-та година и 1-ва година, што навистина вредат, имаат своји квалитети, дел од нив се веќе и автори кои што си го чекаат своето време. Значи, автори се пишуваат, но исто како мене се кријат дела. Колку факултетот те направи зрел и колку го научи јазикот наш? Многу ме научи. И како јазичар и како книжевник, јас веќе бев автор кога почнав да студирам, и самиот однос на професорите, мене тоа многу ми се допадна, професорите го ценат тоа што сакаш да го работиш. Бидејќи дел од професорите искрено се автори, некој автор на учебник, некој на белетристика. И кога еден автор, веќе оформен автор, да кажам, ќе се запише на македонска книжевност или јазик, тогаш ќе имаат волја да работат со студентот, затоа што да го насочат, до некаде студентот им е на нив близок и конкретно знаат до некаде од каде да почнат, каква насока да му дадат. Така е, докаде си што. Да, јас имав таа среќа комплетно да го изучувам и јазикот, правилното изразување, затоа што за еден автор е многу важно да знае да се изрази. Не само јас да добијам една идеја, за да направам приказна, туку треба и правилно да се изразам. Потоа книжевноста ми помогна многу да ги разпознам жанрите и видовите кои што ние ги имаме, или литературните правци. Јас искрено, кога започнав на факултет, го имав првиот роман, тоа беше роман, но потоа на предметот теорија на литература учев за драма,
како драмски текст, театарски текст. И тогаш си добив една идеја, ајде да се обидам да направам и драмска преработка. Ама тоа се било поради моментот или идејата која што сум ја работел на факултет, која што сум ја студирал. И тоа е токму почетокот, што го кажат и во најавата, дека сум се препознал во моментот кога се случило така, тоа. И одиш по тој и пат. одам по тој пат, само се надоградувам, ништо друго не ми е важно. Важно ми е само наставата и важно ми е авторството. Така. Ти растеш преку твоите книги, во 2015-та го издаваш твојот роман, насловен како Слана. Слана. Колку време траеше подготовката и што беше клучно тебе да излезе романот на бело видело? Многу време помина. Тогаш ми беше интересен моментот кога си ја барав идејата. Јас Слана немав поим дека така сакам да се вика романот. Искрено. Тоа е прозна книга, така прозна да книга, напоменеме, роман, да. за возрастни. Да, за возрастни, но авторот тогаш беше што подразбира тоа дете. сега за возрастни? Станува збор за трагедија и јас дури сега гледам кога се навратив на новата книга, се потсетив на моментите кога јас сум ги комплицирал сите дејства. Има вставено премногу ликови кои што водат битка помеѓу себе. Главниот лик, мене таткото ми има 50 години и не знае што да направи со 6 деца. Значи, приказната многу наликува на Пиреј од Петар Андреевски, но станува збор за современо општество. А може би до некаде во тој период сум добил идеја од Петре. Колку едно дете на 16 години може да опфати една таква тема? Се чувствуваш ли спремен? Пак ќе кажам, се чувствав спремен, ама само за мене да си го чувам примерокот. Јас, еве и до ден денес ми остана навика да пишувам рачно во тетратка и кога ја завршив тетратката или целата приказна, само ја затворив тетратката, ја потиснав книгата од доздола над под сите други работи, книги што ги имав тогаш и тоа тлееше како една идеја за некогаш да се случи. И сигурен сум дека дете на 16 години многу е тешко да дојде до таква идеја и да дојде до таква приказна. И многумина кои што во тој период го прочитаа романот, не знаеа кој сум и што сум. Знаете, јас намерно така сакав на книгата да нема моја фотографија, да не се знае ниту податоци, ништо. И по социјалниве мрежи и по порталите сретнав луѓе кои што се запрашуваат колку години има авторот и дали е всушност на одредена возраст каде што го има искусено тоа што го има напишано. Немаш биографија? Немам. Јас и до ден денес тоа ми остана навика да Си ги оставил ептен во... Да. Да, еве и сега јас не сакам луѓе во мене да ме запознаваат преку пишаниот, преку податоци, туку да ме запознаат како автор на одредени дела. И тоа можеби си остана онака реакција и онака идеја јас да не го променам тоа. Многу е подобро кога читателите така ќе те запознаат како автор на некои дела. Кажи ми со кого соработуваше за книгата? Како се издаде? За Слана? Да. Слана ја објавив сосема сам. Сосема сам на 17,5 години. Само помош добив од професорката по македонски јазик, која што подоцна, бидејќи таа е лектор, ја излекторира книгата и ми рече: "Одмори сега дојде моето време, да ти помогнам да те внесам во тој свет." Јас се уште не бев ни средно образование, средно училиште завршен, кога професорката ми организираше печатење на книгата, промоција, таа ми беше главен промотор кој што подоцна ме водеше низ медиумите да ми го покаже правецот, односно да ме воведе во овој јавен свет. Свет, така. Да. И подоцна, кога се појави поточно следната книга во 2016 година, таа драмската преработка, јас веќе бев подготвен за уште еднаш книгата да ја објавам сам, бидејќи веќе тоа се ми беше мене познато. Но веќе со третата книга, за 2 дена рече да, соработував со моите сегашни исто така издавачи во издавачката куќа каде што работам, Арс Ламина, односно книжарницата Литература МК. Да. Ти треба 3 години, 2018-та ја издаваш, за 2 дена рече да. И станува доста скокотлива за многумина. Скокотлива би рекол, бидејќи има многу голема промена во стилот, бидејќи помина 2-3 години од првата книга која што е трагедија, е потежок стил, и одма веднаш се почувствува одскок од семејна трагедија кон романтична комедија. Роман што изобилува со смеа и хумор, зачинат со неочекувани пресврти во животите на млади луѓе. Сега дали можеби овде се фокусираш повеќе на младата публика? Да, се фокусирам на младата публика и тоа беше повторно момент кој што јас самиот го издействував.
кога ми поминаа сите тие, да речам, мрачни периоди после Слана, не дека јас имав мрачни периоди во животот, туку сите тие дела кои што ги работев во периодот година-две пред и по Слана, сите ми беа со некоја така помрачна содржина. И потоа јас како читател се префрлив на романси, на комедии и јас си добив тогаш една клучна идеја. И сега интересен податокот, оваа девојка што се наоѓа позади, Софи, Добро. Софи беше планирана да се појави на самата корица и Софи е всушност главниот лик. Софи постои. Мене Софи ми е другарка од Македонски Брод. А, што убаво. Да. И сакав Еве, ќе тогаш ми беше, поздравиме. да, ќе поздравиме Софија. Ми беше идеја да направам една приказна за другарка која што е луда, откачена, по темперамент сме многу слични и Софи добива автобиографија или нешто слично? 70% автобиографија. Да. Локацијата внатре е вистинска, постои. Така? Дејството се случува на езеро Козјак, близу Македонски Брод. Кажав За 2 дена претходно- рече да? Се уште нема кажано, ма ќе каже. Добро. Се уште не ја даваме толку лесно. Так. И ова ни остана како еден спомен за нашето другарство кое што го имаме од многу одамна. Значи, Многу убаво. Дури јас не го ни паметам моментот кога ние се запознавме. Ете така нашите мајки заедно израснале, баба ми и дедо ми се од истиот крај. Ние си го продолжив монака другарството и тоа беше една интересен момент што мене не ми одзете многу време бидејќи ликот го знам, го имав оформено во Знаеш главата. како ќе се одвиваат Знам како действијата. ќе се одвива, карактерот е таков каков што е, бидејќи е многу близок на мојот. Само ми требаше едно момче кое што внатре ќе заскокот ќе го направи целиот тој пресврт. Сега кој е тоа момче, не знам. Има многу карактеристики што наликуваат на мене. Аха, тоа ќе ми беше прашањето. Да. Да, многу карактеристики што наликуваат на мене. Ама не сум ја. Не сум јас, но ете, тој што ме познава многу пати има кажано ти да не си ова. Не знам, значи не е фер и не е во ред Ќе видите авторот се кога да ќе каже открие. да. Да, кој ќе каже да, ќе ви кажам. видите. А не знам дали се сеќаваш пред можеби месец, два или пред Нова година Емилија Розман кога кажа да за 2 дена по медиуми. Сеќавам, да. Да. И тоа беше интересен момент и од сите страни мене ме преплавија баш буквално пораки. за 2 дена. Да, Емилија Розман кажа да Она за 2 ли е дена. главниот лик? Да. За жал не и тогаш си направив една шега. Поздравете Емилија и доколку остане на тоа да, ќе добие примерок од мене. Но за 2-3 дена сето тоа се. Ништо од примерокот ќе си го ми купи остана во само книжара Софи. литература. Да, во литература. Добиваш и награди за овие твои дела, пред да Да. преминеме на главното дело за кое што и нели сме овде. Кои ти се подраги награди, Душан? Многу имам. Многу драги имаш, знам награди. дека имаш многу. имам. Но еве кога сме веќе кај за 2 дена, интересен е податокот што овој наградата, најголемата награда според мене за еден млад автор, кој што тогаш не ми беше книгата објавена, така физички ми беше објавена на електронската библиотека Македоника, добив награда за најчитан роман за месец ноември во 2016 година од УНЕСКО, тоа е многу важно. И на крајот на конкурсот јас добив второ место за најчитана книга за 2016-2017 година на истиот сајт и на македонски и на англиски јазик. И тоа и го пишува во книгата внатре, бидејќи таков е убав период во животот. Значи, еден автор да добие толку голема награда, при тоа да не е книгата се уште објавена, тоа многу кажува. Што би се случило кога би се објавила книгата? И што има друго што ми е така значено? Исто така и за Слана. Добив награда за книга со трајни семејни вредности, како прва книга. Потоа добив многу, што ми беше исто така важно како професор, тоа беше признанието за особен придонес на македонскиот јазик и литературата преку драмата Слана. И така тоа е еден убав период од животот. Она што е интересно и она кое ние го договаравме пред Да. ми бидеш ти нели гостин, е Слана јазол, како и да ја крстиме. Ти ги спојуваш? Исто, да, јас ги спојувам и старата драма, односно старата книга со новата, бидејќи огромна желба ми беше повторно Слана да ја видам. Јас како автор по толку години едва и чекав да ја Сега ова е повампирам приказната. драма. Да, Говориме драма како веќе за драмски драма, текст. како драмски текст и ќе се обработува како лектира во училиште. Да, ќе се обработува како на почетокот како изборна лектира во 4-та година и самото тоа кажува во какво расположение сум јас периодов. Значи автор на 23-4 години да биде предмет на образование, а при тоа може би еден ден и јас истото ќе го работам. Ќе бидам наставник или професор кој што ќе си ја работи својата книга. И
ова е всушност со непроменета содржина од првото издание. Значи содржината е сосема иста, Злате, Марија, Стојна ги имаме сите, повторно со традиционални македонски имиња, но овој пат со зачинета тематика многу поинтересна. Така, од каде идејата да дојде до вакво спојување, да дојде до ваква, нели, преобразба или како и да го кажеме, и колку време се работеше на ова, како падна договорот со Арсламина, сакам се да ни откриеш. Вака, идејата не е запрена. Јас подготвувам инаку и трето продолжение кое што ќе биде финале и подоцна што може да биде завршница на 3 драми. Представа, театар. Мене ми тоа вака цел за годинава да го професионална остварам. афирмација, Професионална, односно, да, трансформација, амбиција. Кога веќе сум кај драмите, тогаш зошто да не се видам и во театар. Не како актер, може би како актер, зошто да не? Многу е полесно кога актерот сам ќе виде Душан, вклучен во тоа. читаат ли драми? Еве лично јас кај тргнам од себе многу сакам да читам Да, драми. читаат Колку драми. луѓето читаат драми? Читаат драми, може би малку послабо во однос на белетристиката како роман, но луѓето сакаат драми бидејќи сакаат да ги избегнат оние конкретни, детални и реалистични описи што ги има помеѓу дејствата, меѓу ликовите. И тоа ми беше и мотив јас повторно да се навратам на драмата. И не затоа што претходно, може би 2-3 години драмата не беше во продажба, не беше достапна за јавноста, туку онака сакав да бидам опфатен, да ги опфатам сите области. Бидејќи јас книжевноста ја започнав токму со Слана како драма. Така. И токму сакав да си ја продолжам таа традиција и да се навратам на поточно да продолжам на третото продолжение кое што тематски се разликува. Во Слана ако имаме трагедија, тогаш оние лица кои што умираат во првата драма, веќе се појавуваат во надреална состојба во втората драма, каде што доаѓаат на саркастичен начин да им ја вадат душата на живите. Односно да им вратат на комичен начин за се она што го проживеале во животот. И повторно јас тука си внесов ведрина во самата игра, во самата драма си играв со содржината, мешав правци според искуството што го имав на студирање. Така, книгата може да се најде во книжарниците на литература. Може да се најде во сите книжарници литература, во сите, во Скопје, во Битола. Со текот на времето ќе ја носиме во другите книжарници каде што се наоѓа за 2 дена речета. Сега мене ме интересира за промоцијата. Промоцијата се уште не е најавена, бидејќи чекаме малку да се затопли. Сакаме малку да внесам ведрина и во самата промоција. Нешто поразлично, може би. Поразлично, да, бидејќи драма секако тоа си налага и си најавува дека мора да направиме промоција и со малку драмски сегмент, така, да го внесам театарот на сцена. Тоа би било интересно. Затоа да, ќе ми помогнат моите издавачи Арсламина, кои што срце им благодарам, бидејќи јас и веќе година дена сум вработен во таа издавачка куќа, во книжарницата литература. Так. И останаа зад мене и со текот на времето се вложуваме. Како јас кај нив да останам како автор и како вработен и тие да стојат зад мене како издавачи. Со повторно, постојано со креативни идеи, со насоки, со одобрување на мои барања. Значи многу е важно кога еден издавач ќе го прифати тоа што го нудите, а не при тоа да е само наметнато. Така, и да е само за бизнес. Да, само за бизнес. Од 2016 до 2018 си автор во списанието Супер смешко, детското списание за предшколска возраст. Чинам, како се пронаѓаш во текстовите, во пишанките за деца? Ти лежат ли? Или во сите тие области. Да, после ќе те прашам во сите области. Сега малку паузирам од детската област. Иако, кажав на почетокот, детето се уште лежи во мене. А најтешко, јас дури отпосле разбрав, сватив дека најтешко е да се пишува поезија за деца. Стилот не е ист како за возрастни, при тоа мора да се внимава на методичките и на дидактичките воспитни мерки, што детето мора да ги научи, да ги... Зашто и денес не сме сведоци дека баш се внимава? Да. Гледаме наоѓаме се и се и по учебници и по збирки објавени од здруженија. Треба да се внимава. И неодамна имав, поточно минатата година во мај месец, добив понуда исто од издавачката куќа Едука Мак да напишам 2 песни за бројот во мај, каде што требаше да се напише за 1 мај, за денот на трудот и за Кирил и Методи. И јас тука имав проблем. Бидејќи си реков како под толкава пауза да напишам песна за деца од градинка или предшколска возраст на 4 до некаде до 6 години, а при тоа паралелно да работам на книги кои што се за возрастни луѓе. Насоката не е иста. Но при тоа си ставив онаква една цел дека децата мора да го научат, односно да го впијат тоа што јас ќе го напишам. И ако подоцна научат за Кирил и Методи дека се словенски просветители што напишале, тогаш тоа го направив јас како песна. И тоа е еден интересен начин за тоа
интересен момент да се откријам самиот како автор што можам да направам. И подоцна кога сето тоа ќе се испечати, кога ќе се види, си велам, колку било лесно. Така што пак детето во мене си игра постојано, си експериментира со сите стилови, со сите вкусови. А кога сме веќе кај смешка и кај смешко, јас кај нив бев автор можеби 2 до 3 години, како што кажа, и сега соработката со нив продолжува. Имаме подготвено детска сликовница токму за таа возраст, повторно нешто поразлично од мене, каде што главна улога сега имаат куче и маче. И ќе биде наменета за деца од 6 до 8 години, ќе излезе пролетва. Знаеме какви се нашите услови, дека се оди бавно, се оди со многу труд, но се тапкаме во место. Така што и тоа ќе го видиме наскоро. Така е. Професор по македонски јазик, автор, писател, новинар во списанието. Да. Вработен во книжарницата литература издавачката куќа Арт Сламина, каде најмногу се пронајде Душан? Од сите години наназад или... Од сите години наназад. Уф. Знам дека е тешко прашањето, но... Тешко е бидејќи толку многу области фатив овие години што... Но на некој начин јас те чувствувам како сите да ги сакаш подеднакво и сите на посебен начин. Да, на посебен начин во сите области каде и да влезам, каде и да се навратам, се вложувам максимално. И можеби, ајде да кажам, не може да не одговорам, мора да одговорам. Значи мора да одговорам. Ајде нека биде моментот што се случува сега. Ете, Вар Сламин е во литература, бидејќи да не ми одговарало, јас до сега ќе сум напуштил. Така? Така. И целиот однос со колегите, со претпоставени, односот со Колку е читателите. предизвик да се работи меѓу сите тие книги? Многу голем предизвик. Искрено тоа што во животот јас како книжевник толку многу имам прочитано што сега ми изгледа тоа се многу малку. Многу малку и постојано сум јас во непосреден контакт со сите оние кои што претходно ми биле читатели, а сега ги имам како пријатели, веќе сме спријателени, си пишуваме по социјални мрежи, препораки, зборуваме по телефон, си споделуваме идеи, не само тие на мене како автор за да ми дадат идеја или мислење, туку едни на други си разговараме за тоа. Се сретнуваме на разни манифестации, на размена на книги. Тоа е исто така еден многу убав период од животот и како група од Facebook. И интересно е што ми доаѓаат и ученици од претходно на работа. И тоа е многу убаво кога ќе видите некој ученик кој што ви бил во клупа пред 2, 3 или 4 години, бидејќи многу млад почнав со таа работа, го гледате близок за тоа што ви е близок во работата моментално. Дошол да си купи книга и при тоа наставникот го гледа на истото работно место. И одеднаш се случува некоја си трансформација кај детето кој што вие го знаете како дете од 14 години, а веќе зрел човек кој што чита и кој што сака да помине убаво време или да си го потроши времето правилно. Се читали кај нас? Читаат ли луѓе? Читаат. Многу читаат и дори тоа го видовме и на минатогодишниот сајм, што се случи во септември месец, и тоа сред пандемија се случи огромен сајм кој што само ни го потврди сомнежот дека се ќе биде беспрекорно, дека публиката ќе си остане иста онаква како што била и пред пандемијата. Така што ништо не се подобри, ништо не се влоши. Читателите постојано бараат пред се македонски автори, мене тоа ме мотивира за како не, и секој автор би го мотивирало. И оној кој што не пишува, да почне да пишува затоа што потребно е да се подржат македонските. Да. И интересно е што имаме читатели од сите области и можеби јас тоа самиот си го тресирав тој пат да пишувам за сите возрасти, а при тоа да ги имам и сите возрасти како публика. Значи јас читателите не ги гледам како купувачи, да ја купат човек што ќе купи книгата. Напротив, јас кажав дека книгите ги има објавено и на електронската библиотека Македоника каде што се читаат бесплатно. Имаме луѓе кои што ми пишуваат од Германија, од Франција. Јас Јасмина ќе ја поздравам од Германија. Ќе се познае која што долги години не е дојдена во Македонија, а сака да ги има моите книги. Немаме како да го споиме. И повторно Јасмина ме чита мене како автор на Македоника. Значи има читаност, дали физички ќе се купи книгата, дали онлайн. Значи тоа е подеднакво. Многу манифестации, многу промоции, активности стојат позади твоето име. Колку е тешко во време на COVID-19 пандемија да се навикнеме можеби на ова ново нормално време. Знаеме, активни сме биле на други полиња, односно во живо манифестации, не онлайн. тоа ми е многу познат. Колку е
Колку чекаме побрзо да заврши оваа пандемија? Многу чекаме. Значи сите Многу овие планови, идеи што многу ги имаме, идеи, сите така е. планови, чекаме да се случат еден куп културни манифестации, активности за промоција да не зборуваме. Значи имаме толку многу книги и не само книги, и знаеш дека на нашите манифестации каде што присуствуваме имаме и музика. Сите тие уметници и ликовни уметници кои што работат во текот на годината чекаме да ги спромовираме. Така, да се А во текот на изразат, пандемија, да се ги дојде се до видиме, израз. Така, и Да се дружбата, видиме, секако, дружбата. кој сме, што сме. Тоа мене многу ми недостасува. Еве се гледаме вака на ретки работи, може Со би ова страв. првиот пат со страв. Што ќе се случи поради тоа, може би поради тоа не ти доаѓа во емисија. Од стравот. Сега се каже од страва. Се надевам дека... Да, се надевам дека се ова ќе заврши, иако мене ми изгледа како да трае вечност. Значи, еве, наскоро ќе помине цела година. Сите овие книги, например, Слана, романот кој што јас го имам завршено 2019 година, Девојката од автобусот, го најавувам долго време, го најавувам и таман кога сакав да стиснам газ. Минатата година се случи пандемијата, морав се да сопрам. Така, сите сопревме. Сите сопревме, не се случуваше ништо во државата, и не само во државата, и во светот. И јас си помислив дека колку труд и да вложам, таа година си ќе биде залудно. Не сакав да се трошам максимално, да си ги искористам идеите, при тоа да не бидат забележани, да не допрат до луѓето, да нема каде да ги прикажеме. И самиот како автор и како човек најдов до потешкотија кога ми требаше простор во медиуми, но при тоа не можев затоа што знаеме кој имаше предност во телевизиите, во програмите. И тоа беше однака демотивирачки, како со пандемијата, така и со работата. Така, при самиот крај, Душан, што ќе им порачаме на сите оние кои читаат, оние кои пишуваат, а не се осмелуваат, може би еве како тебе на почеток, да го стават тоа на кориците хартија? Па, според тоа дека јас имам тројца млади автори кои што ги поттикнав да работат и моментално им ги уредувам книгите, кои што се надевам дека годинава покрај Ете и тоа моите... ќе го споменеме, извините, прекинувам, покрај моите лектор. Так. Лектор, уредник, автор, професор, така што се Еве надевам конкретно дека... за лектор, Така. уредуваш повеќе книги? Да, уредувам повеќе книги покрај моите 12, ете и тоа да го кажам. Моите 12 кои што ги работам моментално и се предвидени да ги завршам до новата година, па потоа здравје Боже кога ќе Колку е излезат. таа стресна професија, еве, како ќе го кажеме, струка? Струка? Па не е толку стресна колку што е напорна. Верувај ми, за да може еден мозок да се занимава со јазик, со сите тие ситници, бидејќи Мора многу внимателно. мора многу да се внимава. Знаеме една запирка колку може да промени значење, колку може да промени мислење. И неодамна се смеев со Не еден јадам, колега. не јадам. Деца, некако беше тоа, ајде да јадеме деца и ајде да И ајде јадеме да- запирка да, деца. деца. Така што во едниот случај имаме канибализам, во другиот имаме гозба. Така И тоа е е. интересен момент кога самите ние си играме со јазикот, ама при тоа мозокот треба да е одморен. Че многу треба внимавање, многу треба вложување, труд, но при тоа јас влегов во таа машина кога постојано самиот дух мене ми бара работа. Ти бара. Ако не за себе, тогаш за некој друг. Ако не за некој друг, тогаш си барам самиот занимација Меѓутоа да и на крајот од работам. денот па те исполнува тоа и Исполнува. растеш, Да. се надоградуваш. Многу и- пати се случува и не многу пати, рече си секој втор ден. Јас да легнам во 3 во 4 часот, да сум наутро прва смена на работа. Зошто? Затоа што немам представа колку многу часа сум поминал пред компјутер да работам. И тоа може би вака се гледа. Но се е тоа поради работа на себе, работа на други луѓе кои што сум ги преземал како одговорност. И како волја, не само како одговорност, желба да помогнам некому. Така, ќе ти честитам овде за сиот достигашен Благодарам. успех. Јас и се познаваме од малку поодамна. Поодамна, Знам, те следам што правиш и како правиш. Дефинитивно си на оној убавиот вистински пат. Ќе ти посакам уште многу наслови. Убави промоции без Благодарам. COVID-19, да Ќе се се видиме видиме секако на да. првата. Ако не биде тоа официјална промоција, тогаш ќе биде сигурно подпишување во матичната книжарница во литература. Ќе се видиме, при тоа може така да се видиме и тука Успех повторно. во работата, така е. Секогаш да си среќен со она што го работиш како што си Така. досега и да се видиме за нови дела и нови успеси. Секако, ќе се видиме. Ти благодарам. Душа. Благодарам на тебе.
Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Разговарам со младиот професор по македонски јазик, нашиот млад и познат автор и писател, како и нели љубител на убавиот пишан збор Душко Трифуновски. Се надевам дека со овој разговор успеавме да доближиме дел од она кое што е карактеристично токму за младите автори кај нас, за се она што го исполнува неговото секојдневие, како и за неговите постари и понови дела. Ние се гледаме за 7 дена, а јас на самиот крај ги поздравувам моите пријатели од бутик Мај Мода, овде во центарот на Скопје, кои можете да ги посетите и да си изберете идеално парче облека за вас и мојата шминкерка Самра и Мери. Се гледаме за 7 дена. Бидете поздравени.